Вие сте? Јас сум Ристо Андонов, Магдонос по надимак, Кочанец, каменорезец. Овој лаф е ваше дел? Да, пишува доле Ристо А. Магда. Има и тука исто Ристо Магдонос, пишува. Тоа е Кога го направивте? дело, тоа е 96-та година. 96-та година е направено. Тоа е правено некаде за опетко, за 3 сати. Исклесано све комплет. А иначе скалата беше ваква како што е таа, грбава, па да изравнеме таму ваму и работа имаше малку повеќе. Тоа е тоа. Како фалат ви требаше да направите? Штема си чук. Само тоа. Тоа нема друго. Фантазија и талент. Само само дарбата е. Тоа е битна дарбата и мислам нешто уметноста ако ја имаш во себе, ќе го направиш што сакаш, не е битно тоа. Дали е штема, дали е лето или било што, се прави тоа. Работите ли други вакви работи? И Дубарес работам, и све тие работам. Имате ли на некој друг манастир или црква или било каде на некој место оставено нешто? Немам онака дадено, али тоа се више подалечни, знаеш, подароци само рака на рака за своји луѓе. Иначе може да направам да дам, али моментално треба некој да си треба. Јас и мојата гитара по твоето пенџере, пивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Пивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Ова тика серенада тебе ти ја дарувам, златен сон и мирна среща, мила ти посакувам. Тихо свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Тихо свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди. Колку љубам ке ти кажа моите звучни акорди.
се викате? Бранко Илиев Баков. Во која функција сте овде сега на овој мактан? Функција главен кувар. Главен ковач. Што подготвуваме за ручек? Традиционално бобче со ребра суви и кубоска. Мајка, народот ќе каже тоа. Сега ја не може да кажам ништо, а народот ќе каже. Два казана за колку луѓе има храна? Па планираме за едно 2000 најмалку. Од тие празник очекуваме гости многу. Колку време треба да се спрема ручекот? Ручекот е одвисен од огино. А ние не брзаме и сакаме да биде кротко, но олецка и многу сладко. Самите гости го зборат секоја година и знаат Бранко Баков како прави бобче. Времето убаво, очекувате многу посетители. Најмалку 2000, а може да бидат и повише. Јаске су мајко 10-та, 9 си жени погубил, јаске су мајко 10-та. Послуша Марика, мајка си, зеде го Јорги Бекрија. Јоргина Марика думаше, Марике либема. Вие сте чест гостин на Мактионот. Да, јас сам трета година кувар би до полари, сега доваѓам маси, се преко мене што требало не требало, јас сам најсилна маж за денеска и за утре. Имаме убав ден. Денот е добар, како го слуша го Господ и треба да го слуша, овој е многу внимателен према Господ. Ги има многу посетители. Па треба да има и гледам добро и уште се подават. Бобче докажува дека треба да ги привлече да дојдат. Убаво бобче, вкусно, сладко. Што друго ќе има овде? Ќе има некои од оние надпревари за фалангата. Слушам неки групи, ред работи, нешто, ќе има нешто. Па слушам дека веселба ќе има, кајди, кој што му треба, се ќе се најде. Да, многу е битно да се смееме, да се веселиме убав ден, да го прославиме убаво, да ни биде среќен ден. Коста Вукчков е на Мактионот по кој повод? Па со членовите на оркестарот на ансамбл Думчо Сандов од Оризари. Која група дојде овде? Па тука дојде на оркестарот на народни инструменти, бидејќи децата денеска е мај, повеќе сакаше да се одат слободно на мај, со игроната група не дојдовме, меѓутоа дојдовме со пејачите и со музичарите. Ке имаат тие настап овде сигурно? Да, ќе имаат настав со песни кои приликуваат на овој ден на оваа манифестација. Ајде слушнете чеда на Македонија и почујте, каде и да сте по светот, народ изгонет мој. И дојдете во распарчената земја ветена од предците да кренеме храм на реликвиите за вечност, зашто е заден час. Па да кренеме светилиште народот наш библиски, опеан од поетите древни и славен во сиот свет, како народ на сонцето, деца пород од боговите, со херојски дела и ден денес уште не надминати. Ајде да кренеме олтар на жртвите возвишени, обелиск на хероите и вечен дом за незнаените. За Пирин, Вардар, Егеј син, за славата на Бела да нема граници и терор на твоите настрадани чеда. И на прадедови срушени огништа сложно да вивне глас, да потече од срца песната за братската љубов и да е светол споменот ко сонцето. За Пердика, за Филип, за Александар, за Самуел, за Сандански, за Гоце, за Ченто, за сите вас. Амин. Сакам да ја поздравам ова величествена манифестација со која што го крепиме и го одржуваме нашето македонско национално и духовно единство кое што обстојува со векови. Токму ова духовно единство и од ова манифестација денеска треба да испратиме една силна порака до сите оние кои што сакат да избришат една историја која што обстојува некаде од 7 век пред нашата ера до ден денешен, значи вкупно 3000 години од тоа славно античко царство, од илинденските македонски традиции, од Асном, па се до ден денешен.
Затоа сакаме на сите да им порачаме кои што сакат да не избришат во овие немирни и опасни времиња за Македонија, кои што сакат да го избришат нашиот идентитет, нашата култура, нашиот јазик, нашата историја. Сакаме силно да им порачаме дека Македонија ќе опстане, а посебно сакаме да им порачаме на сите оние кои што деновиве слушаме се закануваат со разноразни војни сценарија, да не посегнуваат по оружје, бидејќи овој пат нема да си имат работа со некој предавничко македонско раководство кој што ги имаме во овие 20 години, кои што само ја крадат, лажат и ја растурат државата, да им порачаме дека овој пат ќе добијат силен удар од македонскиот народ. Затоа ве поздравувам и да се видиме и до година. Благодарам. Вие сте? Јас сум Предраг Петрушевски Бинго, председател на Сдруженијето Бранители 2001 од Куманово. Тука сме делегација од Сдруженијето по покана на братот наш Канго и честни да присуствуваме на ваков собир каде што патриотизмот се гледа во лицата, во срцата на луѓето, каде што срцето исто бие за Македонија. Веројатно ги посетувате сите други вакви места во Македонија? Па секогаш каде што има вакви свети места, убави места, македонски, патриотски места, ние секогаш одговараме на поканите и се трудиме со своето присуство да принесеме за подигање на македонската национална свест и заедниство меѓу нас македонците. Поголема група сте или? Па помала делегација сме, пошто далеку, четворица, петина сме и со наша приватна телевизија исто да го обележи настанов, за да и во Куманово видат луѓето како се слави Македонија, како се чува и како се сака Македонија. Srce plače, nigde sreća nema, težak gurbet, tuja tugina. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Ajde Tončo, zapeni jedna pesna za drugarite, esnafite. Koga džumbuš pravitne, narodot se čudеше. Koga pesni pevne, ušite ni pukaja. Koga oro igrafne, zemljata se tresеше. Ke vi pejam, ke vi sviram, do sabajle. Samo ne mi izborete da se žena. Ke vi pejam, ke vi sviram, do sabajle. Samo ne mi izborete da se žena. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Stari Ergen, site mi zboreja. Majka, brakja i sestri. Site od selko, staro i mlado. Od opštinata, okolijata. Ajde Tomčo, ženi se, dodeka ti ne sakaja. Ke vi pejam, ke vi sviram, do sabajle. Samo ne mi izvorete da se žena. Ke vi pejam, ke vi sviram, do sabajle. Samo ne mi izvorete da se žena. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la-la. Stavi prstot na glava i se oženi. Žena, deca imam, neka sanina site živi.
Robertom čo praća do Ergenite. Ženete se Ergeni, mladost si hodi. Mladost si hodi, starosta dođa. Kevi pejam sebe spari do Savajle, samo da se oženat starite. Kevi pejam sebe spari do Savajle, samo da se oženat starite. Tra-la-la-la, tra-la-la-la, tra-la-la-la-la-la-la.
pesma da zatragi. Еве денес необичаено добро време. По традиција на 1 и 2 мај знаеше да прска дожд, ама веројатно Севишниот и он беше со нас. Вакво време прекрасно не сме имале 15 години, а ние славиме јубилеј и можам да кажам благодарам зашто ќе фатите запис, ќе пренесете до нашите гледачи во градот Кочани и сегде кај што ќе може да стигне дека ние денес одржавме еден аманет, еден завет за нашите предци, дека бевме чеда од Македонија, сега и за сите времиња остануваме. Ова зборува дека овој народ го знае тоа, го чувствува и го слави. Болките, проблемите, секојдневните перипети, секој од нас што ги има дома, немаштијата, да не зборувам и за натаму за робството, тоа е ништо во однос на нашите соништа, во однос на нашите идејали, во однос на заветот што го дадовме према нашите татковци, према нашите родители, према нашите дедовци и прадедовци. Еве јас Канго Рокерот, затоа што сум само еден обичен уметник, како што велам, најбедниот човек на Македонија, пошироко и на Балганот и во светот. Можам да дадам само она што имам, а во мене остана само љубовта. Благодарам. Имајте ја, славете ја, со љубов се ствара рожба, се ствара потомство, се ствара добробит и така и ќе победуваме со свест.